борбата. We'll always have passion. Мони Дамевски е денешниот мој гостин во вагонот кој патува од место. Човек со големо искуство, тешко дојдов до него, а каде бил и каде ќе оди, останете со нас да видиме. Тема немаме. Јасно ми. Што е најинтересно. И кога се подготвував за Мони Дамевски, како да го започнам овој разговор,
Одеднаш се испојавија многу термини, пробав да ги сублимирам во неколку. Значи, на тема Ориент Експрес, вагон, патувања, ти си тука негде во сите тие термини. Мони Дамески ми е синоним за патување. Мони никогаш не е тука, Мони е секогаш негде, кога и да се сетам да го побарам. Мони Дамески, заедничкото искуство со снимање филмови, серии и така натаму. Значи, тоа е во нашиот филм Ориент Експрес. Мони Дамески секако како Дарко Дамески. Значи, едно пријатно чувство без оглед на годините, разликата и се она што го побудува тој термин. И Мони Дамевски сега и тука. Да. Ќе почнам со наједноставното. Мони, кај си? Моментално. Ми не сум сигурен дека е тоа наједноставно прашање. За мене наједноставно да го поставам, а ти повели. Јас сум сега тука веќе 4 месеца, уште малку и заминувам. Значи бев малку подолго со УПА, спремаме еден филм, многу интересен проект, меѓутоа бидејќи тој проект чека сега додека не поминат сите овие фондови, одлуките. Стандардната постапка. Јас некои други работам кои се потполно неврзани за нашава работа, но наскоро се спремам да заминам за Америка, за Њу Јорк одам на 3 недели, бидејќи се напатив со една друга обврска, а тоа е многу би сакал, тоа е една од моите мисии животни. Нека е што лесно, што и да е. Фала ти. Една моја животна мисија тоа е да помогнам наши млади актери од ЕСРА факултетот, кои ја завршуваат третата година сега по актерска игра, четвртата година имаат право да одат во Њу Јорк на студии. На достудирање. Да. И се нафатив јас да ја организирам њујоршката програма и сега одам во Њу Јорк да се договарам со некои од најголемите студии американски, таму да слушаат. Ако имаш можност да им помогнеш, имам. Тоа е значи хумана мисија до некаде. Сакам, тоа е некаква моја мисија каде што сакам да извршам некаква не ренезанса, ревитализација на нашето актерство. Во Македонија мислам дека имаме неверојатно талентирани момчиња и девојки. Се согласувам. Сведоци сме јас и ти на добар дел од нив. Стално слушаме како овој од Србија, овој од Хрватска излегол играл, некакви да отвориме малку пипците нагоре да ги пуштиме. Тоа сум, инаку сум во куфери. Зоке имам 4 сета куфери. Да, ете видите во првата реченица кај Мони има сега сум тука, ама одам за Америка. За 3 недели одам за Америка, така е. Ќе се враќам па после 3 недели, имам куфери, еден сет имам во Лос Анџелес, два куфери имам во Лос Анџелес, два куфера имам во Флорида кај што живеам. Имам еден куфер и една кутија во Њу Јорк и овде имам шкафка и мајка ми во станот и тоа е мојата гравитација. Иначе од Мексико доаѓам, во Мексико живеев поголемиот дел од минатава година. Значи би било нормално да ти посакам добре дојде од Мексико и среќен пат за следната дестинација. Мони патува, тоа е неговиот животен стил. Мони е насмеан секогаш кога ќе го видам. Тоа е исто причинува посебно задоволство и некако на брзина ја спремивме оваа емисија. Морам да те исплашам веднаш во старт дека ние ги принудуваме гостите во емисијата да признаат кое им било последно или најдраго патување, едно искуство врзано со храната, едно искуство врзано со добра капка вино, добро пријателство, анегдота или било што можеме да го споделиме со гледачите на наша ТВ, пропратено со една порција на едно бифтече и еден убав вранец бовинов император. Така, задачата ни е да го довршиме императорот шишето и на тој начин да те принудиме да признаеш или да споделиш, шала на страна, едно убаво искуство по тие сите меридијани што ги спомнуваш. Преку барата често. Да, многу често преку барата. Ти велам малку гравитирам повеќе на југ, се мислев дури долу и на Аргентина, се симнам, многу ми е далеко. Макар да Аргентина вела дека е прекрасна, Буенос Ајрес е наводно фантастичен град кој што има многу европска култура. Сега си више у Мексико тоа, нели е толку? Не би требало. Како да кажем, од Буенос Ајрес е многу далеку било каде да појдеш, а наводно се и многу ефтини становите таму и со кризава економска, па нив многу ги погоди во Аргентина. И нив ги погоди во Аргентина? Во Аргентина имаше страшни инфлации и важеше како една од местата кај што американци може да се пензионираат. Бидејќи јас не сум пред пензија. Не одам на тоа. Јас бев во епицентарот на свинскиот грип кога се појави во Мексико Сити, живеев во тој период. Аха.
Арно, ама последниве години градот кој што ми оставил најголем впечаток, ќе те изненадам и покрај моите големи патувања, градот кој што ми оставил најголем впечаток е Сараево. Ме фасцинираше, јас никогаш во Сараево не сум бил. И Welcome to Sarajevo. бев на фестивалот Сараевски, јас одамна не сум си поминал така убаво на едно место. Од мирисот на градот со сите негови минариња и цркви, и мешавината, потоа брдата како што е распослан до убави луѓе, чаршија феноменална, прекрасни девојки. Тука сакав да те прашам, Мони, градот како географија или градот како луѓе? Како луѓе, види, тоа е... Сакам да верувам дека е градот како луѓе, секогаш. Јас, и тоа е една од работите кои се за мене многу карактеристични, што ти ме праша кои ми оставаат впечаток. Географијата никогаш не ме привлекува како луѓето што ги среќавам. Значи, за мене може да е на Гранд Каньон. Под саат време бленат, јас отидов на Гранд Каньон, една минута доволно ми е да го видам, фасцинантен е, јас барам со кого да правам муабет. Мене ми е убав муабет. Се разбирам. Јас затоа го сакам и Њу Јорк, го предпочитам пред Лос Анџелес, сум живеел и таму, не можам да се возам по пола сат, да се договарам кај ќе се видам. Сакам да излезам на улица, вака да е, да седнам кафе, да пијам и со некого да правам муабет. Тоа е мојот, и тука Сараево ме плени. Секогаш сум и јас сете за таа девиза и Максима не е битно каде си, битно е со кого си. Да, апсолутно. Сараево филмски фестивал. Филмскиот фестивал. Тоа беа моите први исчекори како продуцент. Јас не знам да знаеш, почнав да се бавам од преклани со продуцентство. Нешто знам, не знам доволно. Нели Скопје е мало, ама кога по прашање на филмското продуцентство, ете не знам точно, така. Таму си присутен. Митко Панов имаше едно сценарио напишано, Митко долги години не можеше да сними филм во Македонија, многу убаво сценарио. Вистинска човечка, една топла приказна, јас го прочитав и прочитав едно сценарио друго од Лос Анџелес, еден македонец кој што многу добро, релативно добро котира, етаблиране во Лос Анџелес како режисер, не може да снима филм. Он може да се снима во Америка, но сакаше снима во Македонија и ги зема двете сценарии, ги донесов овде и реков морам да направам еден филм. Јас не сум продуцирал никогаш. И затоа отидов во Сараево да учам. Тоа е некаков логичен след на онаа кариера да од некаде ја пратев. Еве, ќе ни кажеш отприлика што се случуваше во меѓувреме, влезе во продуцентски вод. Влегов во продуцентските води, ама заклучив дека прво пред да продуцирам морам да се запознам со луѓе, да научам малку што е. Како и отидов на некои воркшопови, малце учев. Знаеш како ние сме растеле во овој бизнис, па пратиш што се случува и пред и зад камера, многу тоа ти е познато, ама е Сигурно, искуството се собира попатно. Да, но продуцентството е како да кажам, најодговорната работа на филмот, ако можеш така да ја крстиш, зашто се од тука поминува. Во која форма е сега тој пакет, тоа продуцентство? Тоа продуцентство е, јас го завршивме филмот. Така. Филмот е завршен, беше единствениот филм што беше номиниран во двете најголеми категории на швајцарскиот филмски фестивал сега. И следната етапа е Кан. Се надеваме дека ќе оди таму, лобираме, Кан е голем фестивал, 4-5 филмови годишно, си мора да најдеш некој да го буцка. Целовечерен игран филм, се вика како? Се вика Војната заврши. Војната заврши. И Митко направи стварно добар филм, јас сум многу задоволен од тоа како филмот изгледа, зашто знаеш како можеш и да го направиш и да кажеш први куќи си со воду бацају. Демек го направив еден филм, малку се испеков, али излезе стварно добар филм. Филм Митко знаете. Митко знае филм, верувам според она што го има сработено, ентузијазмот и љубовта со која работи. Бескрајно кога ќе го гледаме во Скопје, Мони? Кога ќе можеме да го гледаме во Скопје? Септември оваа година? Мислам дека е септември, ќе чекаме прво да го поминеме Кан, ако не Кан, Карлови Вари, евентуално Венеција. И после тоа, знаеш како е, они им даваат. Така, си оди следот како што си оди по фестивалите, по календар. Веројатно, можеби Манаки ќе му биде премиерата и после ќе го пуштиме во Киносали во Скопје. Одлично. Му позагуваме среќа и на филмот и на тебе како продуцент. Кажи ни го Сараево твојот, оној човечкиот агол. Што можеме од тебе да изнудиме Сараево? Сараевчани, тоа е фешта феноменална. Јас сум бил и на Оскарите. Оскарите не се таква фешта како Сараевскиот фестивал. Мислам, Оскарите се фешта за една вечер. Сараевскиот фестивал трае недела дена и Сараево дава многу пари за фестивалот. Буџетот годината која бев ја беше 1.400.000 евра. Таков фестивал во Скопје нема, море, нели? Нема, шанса нема. Ние немаме пари да го направиме тој фестивал, ние даваме по 100 и нешто илјади евра. Тоа е од Джереми Айронс до
мислам, звезди кои доаѓаат, предаваат, амерички режисери, европски продуценти најголеми, предаваат, држат воркшопови. Звучни имења и актери, звучни имења и продуценти и така. Големи. И беше прво е задоволство да бидеш таму, второ е задоволство затоа што има многу млади луѓе кои што со енергија доаѓаат, сакаат да успеат тука. За жал нема многу од Македонија. Тоа е зачудно дека македонци ни глумци, ни продуценти, ни режисери, имаше тројца кои веројатно се поамбициозни во тој смисол и сакаат да отворат према надвор, друго немаше. Феноменални млади луѓе кои сакаат да учат, кои и забава, не може да ти кажам каква забава, мислам, црвени теписи се од почеток до крај. Да речеме дека еве немаме информации во ова меѓувреме од онаа несреќна војна до денеска што се случува со Сараево, ама цврсто длабоко во себе сакам да верувам дека остана оној сараевскиот дух, кој јас и ти го памтиме многу добро, нели? Добри луѓе. Добри И луѓе. тоа плени. Добри луѓе со убава чаршија, со желба да ти угода, да ти помогнат, луѓе кои се спремни, и јас тоа го обожувам. Јас не сакам градови, да речеме Њујорк го обожувам, ама во Њујорк не можеш да застанеш да правиш улица, кога идат по улица сите идат вака и ти не можеш у кафана да седнеш и да правиш муавет со тој до тебе, освен ако не најдете тема или зашто се внимателни луѓето во голем град. Се разбира, Во тоа е Сараево голем можеш да град. застанеш. Сараево има нешто свое. Сараево е дали е се уште истиот однос спрема нас македонците како што бил на време. Тоа е нешто што е онаа сега рефлексија на едно бившо време, на едно Можно е. старо време. Зоки јас не сум бил порано, не можам да ти кажам како е, но знам дека таму ми беше убаво секаде и во секое време, со секого. Кебапчиња има се уште, нели? Бели бубрези. На баш чаршија. И тоа правевме, во баш чаршија, на ручек, на бели бубрези, на кебапи, на добро вино, на добро пиво, добри жуки. Има ли македонски вина, Мони, во Сараево? Приметили, Не. побаравте ли, некој ги спомнали? Не. Да, има во последно време ние ја пратиме, еве, како индустрија, винската индустрија од Македонија. Доста извозна вино во Србија, во Хрватска, во Босна, предпоставувам дека има. Можно и да има. Так. Јас морам да ти признам дека мојата интерес, не би го крстила, ама моето уживање во вината е неодамнешно. Значи, јас долги години никогаш алкохолот не ме привлекувал. Јас не го уживам чувството кое ти го создава на ментален план, јас го уживам вкусот. И прв пат вината ги откривам во последниве 4 месеци. Значи, тоа е ново за мене. Добре дојде на Фала ти. винскиот Фала пат. ти. И откривам Спремаме прекрасни една вина. емисија, значи еве ако и си во можност додека не ни избегаш повторно горе на северните континенти, во емисијата Вагон Ориент Експрес, мислам дека следна емисија ќе биде, го најавувам Александар Вучковски, еден од водичите на тие вински патишта низ Македонија. Ќе го принудам да ни раскаже малку повеќе за македонските вина, една бескрајна тема. Јас исто така од неодамна ги откривам македонските вина, поготово, и со топла препорака за да си продолжиш да си ги учиш тие работи, бидејќи ти ќе ни бидеш и си ни свој виден амбасадор на се што е македонско надвор од Македонија. Ова е еден добар пасош за и добар, мислам, квалитетен, значи за она што е македонски производ, надвор од Македонија, и бити, значи, пријави се, помини покрај Ориент Експрес секогаш кога ќе одиш надвор, ќе те снабдиме со добри вина, селектирани, убави вина, да си ги поминеш тие моменти таму со твоите пријатели како што треба. Се би те поканил да си го ние ова бифтече така Види, ова е феноменално, јас го пробав веќе. Е, така. Ти немаше можност, ова е со горгонзола, Сега има јас ќе ти се придружам. врњи, Така. има и многу се надополнува со виното како вкус. Го збогатува вкусот од виното. Да, затоа и го спакувавме заедно со овој Вранец Император од 2008 покрај бовин кој е соодветен за оваа порција. Император Вранец, 2008 година, од винарија Бовин. Интензивна рубин црвена боја со пурпурни нијанси. Мирис на боровинка, дренка и карамел. Со силен интензитет. Полно тело, структурно со високи екстракти, изразени тенини со оглед на годината, се уште е младо. Долга и силна завршница со голем потенцијал за старење во шиш.
Кажи ми, во тоа брзање имаш ли време да јадеш, моли? Како се снаоѓаш? Имам. Покрај другото го памтам и твојот истенчен и специфичен вкус за јадење, бидејќи јас работев кетеринг, ти беше во друга бранша, ама кога снимавме филмови, секогаш кога ќе дојдеше Мони, нешто специфично јадење. беше во воздухот, да. Видиш, Како се има проблеми. снаоѓаш? И заради тие проблеми со здравјето бев принуден да бирам што јадам и да имав алергија на многу нешта. Сега сум многу подобар, но се уште се хранам здраво. Во јадењето јас многу сакам убави вкусови на пура, на добро кафе, на цигара, на вино, цигари не пушам. Сакам убави вкусови, но сум многу умерен во тоа што го правам. Кај јадењето ми е примарно да е здрава храна, да е чиста, и ако може да е вкусна, би било идеално. може згоре на тоа и да е Ако може згоре, и ова е многу вкусно. Сакам Едно на здравје. зарно и убаво. Со тоа што јас многу сакам богати вкусови. И на вината јас не сакам меки, дури ни пури не пушам меки, јас сакам од Ароматично, богато. ароматични и пури и кафиња кои имаат вкуси кои удараат на непцето. Да, сега не знам, може би е тешко да се очекува здрава храна, нели, и богати вкусови, ама тоа не мора да е различно, нели? Апсолутно не. Апсолутно не. Јас сум јадел, да речеме, јас бев едно време на макробиотика, која знае да звучи многу ограничено. Звучи многу ограничено. Ако не Да, појдеш но кај вистински мајстор. Така е. Кога појдеш кај вистински мајстор, мене ми се случи со макробиотика во Скопје. Живеев, практично, зашто не може да јадам многу, избор немав. И кога одев на пат во Америка, патишта да речеме од град во град, ќе се јавам да барам макробиотички готвач да ми носи јадења. Да. Кај што работам. И еднаш ми се случи во Сан Диего. Во хотелска соба ми донесе жена која готви за разни луѓе во Сан Диего и се плаќа. Тоа беа такви вкусови, такви богатства на вкусови, 5-6 разни јадења, да одлепиш. Значи, се е прашање на мајсторот. Во се можеш да најдеш, се разбира, умереност се Умерено сигурно. Во Македонија не е тешко, предпоставувам. Веќе не е тешко да се прати макробиотичкиот стил. Го практикуваш сега, се уште. Не сум веќе макробиотичар, од време на јас време. јадам месо. По долго време макробиотиката исклучува месо. Дома исклучиво се хранам во рамките на макробиотиката со некакви мали додатоци на она што мене ми одговара. Моето тело, мојот организам бара месо. Значи не сум вегетаријанец, не можам, енергијата ми клапнува на вегетаријанец. Јас ако јадам вегетаријанска храна, морам цел ден да јадам. Месо кое јадам, можам до 3-4 оброка дневно да Твојата јадам. активност и движење и нонстоп патување бара сигурно подкрепа и во храната и во виното. Значи останува да те поканам, бидејќи сме тука во Дебармало, центарот на светот. Ова е почетна железничка станица на Ориент Експрес. Секогаш кога ќе си во можност да бидеш наш гостин, Фала ти. да ми се јавиш предходно, Ова е да ти твој ресторант? подготвам. Ова е мој А ресторант. не знаев. Да, ова е мој ресторант. Човече ти, супер. Че некој логичен след од кетерингот, Супер. па некако се фиксирав овде као Супер. Ориент Експрес, кетерингот си продолжува, дружбата со филмаджиите и нивно хранење за да можат да направат добар филм. Супер. Последен што го работевме на Дарко Попов, Панкот не е мртов. Добро, а ти работиш на Панкот? Кетерингот беше наш. Чув дека Завршил Првата во верзија е, монтаже, да. во монтаже е веќе, да, со Дарко сме тука секој дневно. Значи, покрај тоа што ги хранев, нели, дзиркам се у монтажата, се мешам. Добро. Затоа што тоа ми е стара љубов, нели, филмот. Да. И поканата останува, значи, за сите наредни патувања покрај винцето ќе ти спакуваме и нешто вкусно за попат да те држи и успешно да си ја завршиш работата. За жал, емисијата ни трае тие некои 20 на 25 минути, инаку со Мони Дамевски мислам дека можеме да останеме до И со Зоки додека ти заедно. дојде времето за картата и за патувањето. Би се одјавил со една голема благодарност за твоето учество денеска и покана, значи, за секој нареден пат да ни бидеш гостин во емисијата и во ресторанот Ориент Експрес. Фала, Зоки. На здравје. На драго срце. На здравје.